На пат за Витлеем. Гласот на оној што вика во пустињата говори: пригответе му пат на Господа, направете ги во пустињата патеките за нашиот Бог. Пустината во Светото писмо означува безводно, пусто место. Место каде што нема живот. А воедно означува и состојба на душата. Тоа е место каде човек се чувствува исцрпено, изгубено, празно, безнадежно. Но кумина го имаат тој пустински простор во себе, го носат. И токму кога човек не наоѓа излез од некоја затекната ситуација, го слуша гласот: пригответе му пат на Господа. Божитниот пост е време за промена. А Бог, тој не бара во нашата пустина за да не води, како што го водеше израелскиот народ, како што се грижеше за него. А Христовото рождество е Божјиот одговор на човечката истрошеност. Објавува дека ги изравни нашите внатрешни долини, дека ги собори горделивите мисли и планови и ги направи прави патиштата. Но ова не се случува на волшебен начин. Бара одговор од нас. Пригответе му пат. Значи да го подготвиме она што го затвора срцето. Тоа може да е некоја стара расправија и наетење навика што го уништува срцето, внатрешно студенило, рамнодушност, оддалечување од молитвата или изгубена надеж. А Христос бара само мал простор, една искрена желба, едно Господи влези. Човекот станува нов кога престанува да се бори да живее без Бога. Божитниот пост е токму таков повик, да му направиме пат до нашата внатрешност и таму во нашата пустина тој ќе започне да создава нов живот. Од нашата пустина ќе направи оаза. Предизвик. Денес избери една пустина што го попречува патот на Бога до твоето срце. И направи еден конкретен чекор. Помине одредено време во молитва и преку неја приготви му пат на Господ до твоето срце. На пат за Витлеем.